Во текот на изминатото деноноќие, кризниот штаб при општина Тетово работеше на терен на чистење на канализационата мрежа во градот, особено на критичните точки каде при секој дожд се собира вода. Со употреба на тешка механизација работеа и на чистење на речното корито покрај патот Шипковица-Бродец, за да не дојде до блокирање на овој патен правец. Сите овие активности се во насока на превенција од настанување штети по врнежите од дожд на ова подрачје, кои според метеоролозите ќе продолжат и во наредните денови. Сме одржале координативен состанок заедно со СВР Тетово и другите институции, каде што зедовме од градоначалничката господја Теута Арифи, значи сите задачи и активности кои што да работи. За синочешните активности можем да ви кажем дека сме биле агилни и сме биле на секое место цела ноќ. Сме работеле во излезот на градот Тетово кон Гостивар, значи од кај местото викано од кај МК Петрол па до наплатната рампа Тетово Гостивар беше, значи тука сме интервенирале и со тешка механизација со багери, каде што сме биле сите ми од кризниот штаб, членовите на кризниот штаб сме биле присутни низ многу места на градот. Значи, тоа било на кај 23 часот, заедно со во соработка со местното население од Голема Речица. Значи, биле и представници од местната заедница Голема Речица, каде што многу ни помага, но во после ношните часови, значи, после 00 часот, значи после 12, околу 01 часот, со пријавување на многу жители дека има зголемен интензитетот на врнежите во шарпланинските села горе у Шипковица, значи од наша страна, од кризниот штаб, преземени са сите мерки што е излезено на лице место и таму е почнато да се работи со тешка механизација, значи со багери, само да не дојде до блокирање на патот Шипковица, Бродец, Вешале и Бозовце. Значи работено е цела ноќ сме биле надвор и исто така ја пратиме ситуацијата нон-стоп на терен, само да не доаѓа до блокирање на движењето на нашите граѓани. Значи, ете у Тетово, значи, населбата Деребој, кај што имаме искуство од 2015 година што се собира водата, значи под мостовите, кај што граѓаните се движат и патот Тетово фалиште, значи и тамо нон-стоп ја пратиме ситуацијава и ја контролираме цело време, сме на терен. Од општина Тетово апелираат до градежните компании за исклучување на пумпите на градежните јами, а граѓаните да не ги паркираат своите возила во близина на одводни канали или во близина на шахтите, со цел да се обезбеди навремена интервенција на мобилните групи. Исто така ги повикуваат граѓаните да не остануваат на отворен простор или под осамени дрвја во случај на електрично празнење и да избегнуваат непотребни излегувања пеш или со нивните возила. Во случај на интензивни врнежи и поплави, доколку имаат потреба од помош, да пријават на телефонскиот број 193 во територијалната противпожарна единица Тетово на 072 798 910 во Центарот за информирање и координација во СВР Тетово. Програмата за справување со проблемот со кучињата скитници ја вжешти атмосферата во Советот на општина Гостивар. Документот беше усвоен едногласно, но на гласањето му претходеше остра дебата меѓу противничките советнички групи.
Советникот од ДУИ Адис Исмаили обвини дека општината само се рекламира дека прави нешто, а реално не презема мерки. За жал, кучињата скитници во Гостивар се топ тема. Кучињата се множат, постојано има случаи на каснување и ситуацијата е навистина загрижувачка. Сакам да прашам, освен перење на пари, каков конкретен чекор ќе преземе општината за овој проблем, рече Исмаили. Му реплицираше советничката од Алијанса за албанците Њомза Шакири, која рече дека проблемот го има на целата територија на земјава, дека општината презема мерки, а дополнително и се отежнува работата со носење на кучиња од други градови. Советникот од СДСМ Зоран Ангелов посочи дека општинската власт што побрзо треба да го реши проблемот. Секоја недела има каснувања, дали на деца или возрасни луѓе. Еве сега пред општината да излезете ќе видите дека има 5-6 кучиња. Овде се работи за агилност на општинската власт. Час поскоро мора да се реши проблемот. Што се однесува до програмата, хартијата трпи се, но така не доаѓаме до решение. Треба да се работи, рече Ангелов. Во дебатата се вклучи и Миртезан Селими, советник од Алијансата, кој побара програмата да биде поддржана од советниците како чекор напред во справување со проблемот. Со програмата се предвидува заловување и третирање на сите кучиња скитници до крајот на годината, во неколку организирани акции и по потреба во случај на пријава од граѓани за агресивни кучиња скитници. Финансирањето ќе се врши од средствата предвидени во буџетот во висина од 2 милиони денари. Остранете е спомен плочата кај Карпалак поставена во спомен на 10 загинати бранители од војниот конфликт во 2001 година. Обележието е постојано намета на вандали. Од одборот на бранители го судија ваквиот чин. Најавија дека веќе се подготвува нова спомен плоча, која ќе биде повторно поставена. Нашето чувство ни го ништат, а и на граѓаните на Република Македонија. Да бидат сигурни дека овој пат, по кој знае кој пат ќе биде истата вратена на своето место. Од одборот на бранители вела дека во Македонија нема достојно спомен обележје за загинатите од војниот конфликт во 2001 година. Не е достојно обележје во Прилеп, во Битола и таму кај што некој ги направил. Достојно обележје треба да има на местото каде што тоа се случило и апелирам на властите да смогнат сили. Како што се Вејце, како што е Карпалак, како што се Љуботен, на местата кај што тоа се случило да стават достојни обележја, односно да помогнат, да ни помогнат нам, а ние тоа ќе го направиме со задоволство. Кај Карпалак во заседа загина 10 прилепски бранители, 8 војници, 20 офицери, сите од резервниот состав на армијата. Повреден работник во Гостивар. Во полициската станица Гостивар вчера околу 11 часот и 30 минути било пријавено дека 33 годишен гостиварец, извршувајќи редовни обврски во склад за градежни материјали, паднал од дрвена скала на бетонска површина од височина од близу 2 метри. Повредениот работник пренесен е во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. Извршен е комплетен увид на местото на повредувањето на гостиварецот. 23 годишен тетовец пак ноќеска 10 минути по полноќ во полициската станица Тетово пријавил дека 1 час предходно бил физички нападнат од повеќе лица, додека со негов другар престојувале во угостителски објект на улица Маршал Титово, Тетово. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Вчера вечер околу 23 часот и 30 минути во полициската станица Гостивар пак приведен е 24 годишен турски државјанин кој непријавено престојувал на подрачјето и не поседувал документи за идентификација. Турскиот државјанин е задржан за натамошна постапка, информираат од СВР Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово започна со реализација на 2 нови превентивно-едукативни проекти: Не седнувај зад волан без положен возачки испит и безбедно управување на мотор, чиј носител е одсекот за превенција. Со проектите кои се одвиваат паралелно,
Вкупно ќе бидат опфатени околу 3000 ученици од прва година, кои во 7 тетовски и 4 гостиварски средни училишта следат настава на македонски, албански и на турски јазик. Полициски службеници на СВР Тетово поблиску ќе ги запознаат учениците, зошто е потребно прво да го положат возачкиот испит, па потоа да управуваат возила, и што се од опрема треба да користат доколку управуваат мотоцикли. Покрај ова учениците ќе се информираат и за законските импликации ако управуваат возило без соодветна дозвола или ако не користат заштитна опрема, а се учесници во сообраќајот. Целта на двата проекти, кои се планира да завршат до крајот на овој месец, е да се подигне сообраќајната свест и култура на младите средношколци во Полог, дотолку повеќе што бројот на така наречените диви возачи и неодговорни мотоциклисти меѓу прекршителите на ова подрачје и натаму е голем, велат од тетовската полиција. Црковниот одбор и годинешните кумови во црквата Свети Атанаси во Фалише. По повод патрониот празник Свети Атанаси Летен ги покануваат сите православни верници на 15 мај среда за заедничко одбележување на празникот. Во 8 часот ќе се отслужи света божествена литургија, а во 9 часот и 30 минути ќе бидат прережани кумските колачи од страна на митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Потоа следува братско-сестринска трпеза приредена од кумовите, со настап на културно-метничкото друштво Бранко Чајка при Сдруженијето на Срби и Македонци, како и музика во живо со Робертино. Do you think North Macedonia and Albania will start EU accession negotiations in December this year? I'm trying to do my best to achieve this goal. First, we need the green light to start the final preparation of negotiations, and then and again it's a merit-based procedure. And of course, we need the consent of our member states, but I'm doing my best to get this done. So, do you think it's possible that these two countries will get a green light in October instead of June this year? Well, there are some discussions, but I'm focused to have a decision before summer, because this was always our intention. We will present our annual report in 2 weeks' time, where we will certainly give a positive recommendation for both countries. Of course, there's always some work which still has to be done, but I think in particular when it comes to North Macedonia, I think we have to acknowledge the huge progress this country has made in overcoming its bilateral conflicts, which is a precondition for future membership. Also, the judicial reform in Albania is something which has to be awarded. So in that respect, I think this is assessed in a positive way by our member states. It sounds to me that you might want to decouple these two countries. Is that true? No, my aim was always to keep them together, and we have to see what are the discussions in the European Council about the two countries. I mean, if I look at the conditions we have agreed with our partners, based on unanimous decision of all member states, we have to acknowledge that both countries have delivered, and now it's up to the member states to make their political assessment. Времето денес беше претежно облачно со врнежи од дожд. Температурите се движеа во интервал од 12 до 18 степени Целзиусови. И утре не очекува претежно облачно време со врнежи од дожд.
На места врнежите ќе бидат пообилни, а локално процесите ќе бидат и во форма на невреме, со грмежи и засилен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 8 до 19 степени Целзиусови.